Вашингтонова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash, а јас сум Лилица Китановска. Американскиот претседател Барак Обама повика на нов почеток во американско-муслиманските односи. Со неговото обраќање од Универзитетот во Кајро, Египет, ја започнуваме денешнава емисија. Американскиот претседател Барак Обама повикува на нов почеток во односите меѓу САД и муслиманскиот свет, велејќи дека циклусот на сомничавост и раздор мора да заврши. Во денешниот говор во Универзитетот во Кајро, Обама истакна дека насилничките екстремисти ги експлоатираат тензиите меѓу муслиманите и Западот. Тој рече дека САД и милијардата муслимани ширум светот мора да соработуваат за да се справат со екстремизмот во сите форми. Обама подлече и дека планира да ги повлече американските трупи од Ирак и да го остави Ирак на ирачаните. Обама рече дека САД се залагаат за повлекување на американските војници од Афганистан, но дека тој е определен да ја продолжи борбата против екстремистите во оваа земја, чија цел е да убиваат американци и други. Израелско-палестинскиот конфликт Обама го нарече главен извор на тензија и ја повтори потребата од постоење на посебна палестинска држава веднаш до Израел. Председателот Обама додаде и дека палестинците мора да се откажат од насилството, а израелците мора да го признаат правото на палестинците за постоење. Американскиот лидер кажа дека САД се подготвени за подобрување на односите со Иран и надминување на повеќе децениската недоверба. Обама истакна дека САД ќе се здружат со Организацијата на Исламската конференција со цел да се елиминира болеста детска парализа, со која годишно се зафаќаат близу 2000 лица. Американскиот претседател најави и образложи и неколку други предлози. Тој рече дека САД ќе назначат нови представници за наука, кои ќе работат на развивање на нови извори на енергија, креирање на нови работни места во согласност со заштитата на животната средина, обезбедување на чиста вода за пиење и работење на одгледување на нови житарки. Обама додаде дека САД ќе отворат центри за наука во Африка, Југоисточна Азија и на Блискиот Исток. Тој рече дека САД ќе креираат нова интернет мрежа преку која младите во Америка ќе можат во реално време да комуницираат со своите врсници во муслиманскиот свет. Обама најави и планови за креирање на корпуси од деловни доброволни работници кои ќе соработуваат со своите колеги во земјите со доминантно муслиманско население, а ќе ги прошират и програмите од областа на образованието. А сега малку за сцената во Кајро. Пречекан со бодрење и аплауз, Обама се обрати пред илјадници присутни на настанот и милиони други ширум светот, кои се очекуваше да го проследат неговиот говор. Белата куќа веќе го објави говорот на председателот на популарните интернет страници YouTube, Facebook, MySpace, а обраќањето е достапно и за корисниците на мрежата за социјализирање Twitter. Гости беа поканети од страна на Американската амбасада во Египет, Белата куќа и египетската влада. Новинари прашаа представник на Белата куќа за медиумските извештаи дека на настанот биле поканети членови на забранетата опозициона група во Египет, Муслиманско братство. Американскиот представник не одговори директно, но истакна дека Белата куќа се заложила председателот да има можност да зборува пред комплетната политичка структура во Египет и муслиманскиот свет. Во очиговорот на председателот Обама, Универзитетот во Кајро и околината беа масовно исчистени. Некои делови од зградите свежо бојадисани, а беа посадени и нови цвеќиња. Обезбедувањето, како за секоја председателска посета, беше силно, главните улици затворени и забележливо присутни полициски патроли. Од другите вести, кинеската полиција забрани секаков обид за одбележување на 20-та годишнина од крвавото задушување на протестите на демократските активисти на плоштадот Тиананмен во време кога Кина се соочува со обновени повици за преземање одговорност за настаните. Кинеската полиција забрани новинари да влезат на плоштадот. Униформирани полицајци и тајни агенти беа распоредени со цел да спречат било какво одбележување на годишнината. САД ја повика Кина отворено да ги испита настаните од 1989 и задушувањето на продемократските демонстрации во Пекинг и да обелодени информации за сите загинати, исчезнати и приведени за време на војната операција. Спроти 20-та годишнина од настаните на плоштадот Тиананмен, државниот секретар Хилари Клинтон рече дека Пекинг на почитувањето на човековите права треба да им даде ист приоритет како и на економските реформи.
луѓе не се доволно физички активни иако знаат дека вежбањето може да им биде само од корист. Неодамнешни истражувања покажуваат дека мотивацијата може да дојде и преку лекарски рецепт. Луѓето ширум светот годишно трошат милиарди долари на лекови за намалување на холестеролот, крвниот притисок, контролата на телесната тежина и диабетисот. Лекарите, како и поголемиот дел од нивните пациенти, знаат дека физичката активност е една од најдобрите нешта што човекот може да ги стори за себе. Токму вежбањето помага во справувањето со многу болести, но и ја намалува потребата од земање на лекови за контрола на повеќето болести. Професорката Мириам Мореи ја предводела најновата студија за издавање на рецепти за вежбање. Таа се фокусирала на пациенти кои добиле борбата со рак, како Џо Коли, кој имал рак на простата. Направив операција во 93-та, од тогаш помина 16 години. Коли и уште 600 други пациенти кои исто така претходно биле диагностицирани со рак, почнале да држат диета и се вклучиле во соодветни програми за физичка активност. Тие редовно телефонски добивале и стручни совети. По 12 месеци научниците биле изненадени кога откриле од учесниците во програмата ја подобриле својата физичка активност, ослабеле и целосно подобро се чувствувале споредено со останатите пациенти. Професорката Лорета Ди Пиетро од Универзитетот Џорџ Вашингтон вели дека студијата на Мореи потврдила нешто на кое тие со години работеле, да ги натераат лекарите да дискутираат со пациентите за нивната физичка активност. При тоа, различна физичка активност помага за различни болести. Например, луѓе со ризик од остеопороза имаат корист од вежби со тегови. Луѓе со висок крвен притисок треба да се физички активни по оброкот. Најтешката работа, велат лекарите, е пациентите да почнат да вежбаат. Студијата е објавена во журналот на Американската медицинска асоциација. Тоа беше се за ова емисија на Newsflash од Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон. До гледање.